Уништена економија, национални предавства и народ заборавен од централната власт. Ваква слика детектира ВМРО ДПМН од терен во рамки на акцијата "Ова е Македонија за сите". Подпредседателката Гордана Димитриевска-Кучовска при посета на ТРЦ рече дека нема потреба да се прават лидерски средби поради маркетинг, туку сериозно да се разговара за тоа што ќе се прави по неуспехот од уставните измени. Пратеникот на ВМРО ДПМН Петар Истески пак беше во посета на околните места во Прилепскиот крај и оттаму укажа на разликата во владеењето на СДСМ и претходното владеење на ВМРО ДПМН. Според него, анкетите покажуваат дека сме биле на 64-тото место за застапеност на корупција, а сега сме биле на 111-то место. Видовме дека има и од лошо по лошо. Овдека два мандати веќе во прилагаштани Социјалдемократскиот сојуз, па може да се направи разлика како што се правило претходно, што се прави сега. Во државава што се направи до 2016 година, 17 што се прави сега. Корупцијата на кое место сме биле тогаш, 64-то, сега сме на 111. Се кради од кај што ќе се стаси. Пратеници од ВМРО го посети и Преспанскиот крај. Граѓаните од населените места Избиште, Крушје, Лева река, Кривени и Јанковец секоја година ги фрлат јаболките поради тоа што не им е обезбеден пласман. Пратеникот Мирче Аџиовски посочи дека во овој крај потребни се итни промени. Овие луѓе се заборавени од централната власт, се обесправени од централната власт и се оштетени од централната власт бидејќи нивниот род им се плаќа со многу пониски цени од реалната вредност на она што треба за да се произведат, еве конкретно јаболката. ВМРО ДПМН беше и на терен во кривополаничките населени места. Оттаму пратеникот Бране Петрушевски порача дека наскоро ДУИ и СДСМ ќе ги враќаат, како што вели, украдените пари на народот. Акцијата ќе трае до 17 јуни, а планирани се да се посетат сите населени места во Македонија.